Дали знаете дека првата железничка линија на светот е изградена во Англија во 1825-та и од тогаш железничката грозница се шири низ целиот свет. Од неа не беше исклучена ни Македонија. Пуштањето на железничкиот сообраќај на железничката линија од Солун до Скопје беше на 9 август 1873 година во должина од 243 километри. И тоа се смета за датум на почеток на историјата на македонски железничи. Железничките објекти, станиците, магацините, ложилниците и другите градби од тој период малку се сочувани до денес. Скопје уште тогаш имало две железнички станици. Едната, така наречената главна на линијата Солун-Скопје-Митровица, а во 1938 година урната и на приближно тоа место изградена нова, беше една од најубавите и најмодерните на Балканот. Втората железничка станица е така наречената станица Југ, на линијата кон Ниш и блиску до познатата Триангла, каде што сега е изграден новиот транспортен центар, железничката станица Скопје. Во Библијата, во делата апостолски од Новиот Завет, пишува: преку ноќта Павле имаше видение. Стоеше пред него еден човек, македонец, кој го молеше и му велеше: премини во Македонија и помогни ни. И Павле тогаш доаѓа во Македонија и основа нови цркви во градовите Филипи, Берс, Тоби и Охрид, со што символично и патот е во облик на голем крст. Првата покрстена на европско тло е христијанката Лидија Македонката. Таа е прва личност која што била крстена од страна на апостол. Лидија била богата и побожна жена, омажена во градот Филипи, а потекнувала од малоазиска провинција, од градот Тиатир, кој бил македонска колонија. Светата Лидија била продавачка на порфир, скапоцени црвени ткаенини кои се изработувале во Азија, а европејците ги користеле за своите богати облеки. Во градот Тиатир било прочуено бојадисувањето на ткаенините со природни црвени бои на порфирот. Токму црвената боја е се присутна низ целиот македонски фолклор, во ткаенините, везовите, но и во символите на борбата за слобода и независност.